Ситуацијата на македонско-грчката граница засега е мирна. Информациите на надлежните се дека нема зголемување на бројката на мигранти, дека се уште нема конкретни најави за можен нов бегалски бран по комплицирањето на состојбата на премините од Турција кон Грција, каде се блокирани илјадници мигранти. Границата ја чуваат и единици на МВР и армијата, како и припадници на Фронтекс. Од пред 2 дена можам да ви кажам дека и армискиот контингент тука го зголемивме. Не можам да зборам за бројки, бидејќи тоа се класифицирани информации, меѓутоа го зголемивме. Не во очекување на некој голем бегалски бран, меѓутоа во очекување на тоа што евентуално може да се случи, да не фати неподготвени. Знам дека истото се случува и со единиците на вработените од МВР. Значи сите, ве уверувам, сите надлежни органи се тука и се будни. Засега во транзитниот центар состојбата е нормална без големен број на бегалци. И владата уверува дека се преземаат мерки за да не се повтори ситуацијата од 2016-та. Сега за сега нема мигранти кои што се движат ни кон Грција, ниту пак на територијата кон Република Северна Македонија, меѓутоа нашите институции се подготвени во овој дел. Ние дури од вчера е подигнато и нивото на зголемена безбедност на јужната, на северната граница. Ситуацијата на грчко-турската граница ескалираше откако властите во Анкара, која на своја територија има околу 4 милиони бегалци, најавија дека веќе нема да ги запираат мигрантите во намерата да стигнат до земјите на Европската унија. Од минатата недела илјадници бегалци се обидуваат да преминат од Турција на грчка територија. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.